Кога човекот ја измислил или ја почувствувал потребата да изгледа поубаво, сакал да биде пострижен, бричен и уредно да изгледа и така натаму, го измислил берберскиот занает. Паралелно, а можеби и порано или подосна, се јавил и фризерскиот занает. Тоа се слични два занаети кои што години или векови со ред наназад, а и сега екзистираат, како на сите простори, така и во Битол. Денеска ќе имаме можност да поразговараме со еден од најстарите битолски бербери. Ќе видиме како било некогаш, како се работел, кои биле муштери, каде најмногу имало берберски работници и така натаму. Се разбира, ќе навратиме и на денешново време со цел да испровоцираме или да инициираме потреба или желба кај помладите да се вклучуваат во занаетите. Чувме дека сега или денеска со иако има повеќе од 20 на берберски работилници, за жал многу малку млади луѓе пројавуваат желба да го изучат овој занает. Иако велат дека добрите мајстори, добрите бербери можат да обезбедат еден скромен живот. Ке прошетаме малку по времињата, еве ја приказната за берберскиот занает. Името ми е Зугди, презимето Малик. Бербеницата е Венера. Бербеницата постои 70 години истата фирма. Уше мајстор, уше најстариот мајстор. Да. Кажете ми, во Битол како ве познават? Имате некои прекари берберите? Прекар, немам јас прекар. Тоа е прекаромието Зугди. Да. Колку години имате? 75 во 76. Како се случи да станете бербер? Па како прво работев како сарач во сарачко оделение во кооперацијата Стерио и Георгиев. И долу беше мајстор мој што кај што учев бербер Сетем Зиса. И го замоли брат ми, тоаш кооперацијата се затвораше, ако да ме пушти да работам кај него. Мене ме прашаја дали сакаш, јас имав мерак за берберскиот занает и така ојдов. Имаше некој од семејството со овој занает претходно што се занимавал или сега? Не. Од татко ми беше сарач. Тоа иначе во семејството немавме бербери. Прв бербер и единствен веројатно, бидејќи има некој да го наследи вашиот занает? Па моментално нема. Имам внуци ако сакат да изучат, ама сега младите неќа да учат занаети. Дете сте на чаршијата, еве, да речем, вашиот родител прво се занимаваше, односно се занимаваше со сарачкиот занает. Научивте вие нешта? Го знам и тој занает го знам. Шо е тоа? Так, може да ни објасните? Сарачкиот занает е за коњите амути, шиење. Едно време носеа селаните опинци за шиење. Сега нема поќе опинци, нема. Има колку за сувенири во Скопје, мислам во она чаршијата, во некои градови и во Охрид имаше како сувенири ги продават. Сетем за коњите седла, за тие тркачките коњи праја. Друго, за војската фишекли, опасачи и тие. А тој занает, и дури и покојниот брат ми, од истиот занает, и шаторски крила, огромни, големи за војската и тие штабски шаторски крила, оние шатори шиеја.
Научите вие нешто од сарачкиот занает, односно имаше жилба вашиот родител да и го пренесе занаетот? Не, ние уште како деца, кога не одевме на училиште, одевме на дуќан. Така не шетавме како сега децата по улици. И вода ќе полневме, ќе метевме, и така и многу пати и дома, преку време кога работеа, му поможуваме. И има мерак и тој занает, али човек ако има мерак се ќе научи. Кажете ми, дуќанот на вашиот родител, сарачкиот дуќан, каде се наоѓаше? Сарачкиот во чаршијата тие кај сарачите, Ѓорги Собаџијата Диоесо, од Каршија во Ќошо, меѓу Ѓорги имаше и Јоле Пушкаро. Тука потаму беа сетем сарачите со ред, па овие тенекежите, собаџите, тука Во старата битолска. старата битолска чаршија. Имаше многу сарачи тогаш? Па имаше околу 25 дуќани. За сите имаше работа? Имаше. Имаше, оти тогаш немаше индустрија. Сетнем после ослободувањето се отворија кооперации, сарачко одделение како за кондураџите Солун и Стерио Ѓорѓиев, и повеќето младите се префрлија таму. Старите уште дуќаните ги држат до татко ми до 48-50 година дуќано го држеше. Кажете ми сега, дали љубовта кон берберскиот занает или потребата ве натера, еве толку многу години да се занимавате со овој занает? Веројатно повеќе беше и потребата, не? Се затворија тие, не можете да работите повеќе како И потребата, ама имав и мерак. И мерак, И мерак то. Оти ако немаш мерак не можеш да бидеш добар занаетчија. То без мерак ништо не бива. Кој ви беше мајсторот? Првиот мајстор како чирак Зиса. Дуќано му беше сега кај што е шадрвано овде кај пред она натрешни, тука имаше интифата една зграда новуба, суба фасада. Горе имаше салон, едно време и игранки се одржава и културно-уметничко друштво имаше. А долу сатоите на времето, мислам сатоите од интифата, најпрецизните сатои тука беа. И кога ги преместија тие сатоите, одија нешто во општината, во архиво и во Радио Битола. Има, мислам, еден сат од она... Сега не знам дали не постои поќе Радио Битола. Не постои. И тука еден сат имаше од тие сатои. И имаше таму во таа зграда и две кафеани, дуќани многу убави. Две липи имаше и околу имаше многу убава ограда од џамијата. Тука во летото голема ладовина има, сите чажилници поќе беа, алкохол не се точеше таму. Тука ли е некаде таа позната битолска Дембел чаршија? Или наспроти тука? Па види се, Дембел чаршија беше и таму и од Каршија, од оваа страна на мостот. И покрај Драгор се не постојат тие дуќани. Додолу од овај мост овде што е пред судо, до другиот мост. Тука беше. А и од таа страна имаше доста што и кад дембели што цело лето седеја. Уживаа по цело. Уживаа по сега.
почнавте вие, освен мајсторот, имаше други со вас, некои помлади што го сакаа да го изучат за Па види, јас прво кога одев Ајри Вајдемировски, како калфа работеше известно време, сетем замина, тој беше дојден од Загреб, сетем замина во Радио Битола, беше како стражар во предаватело тамо. Имав доста со мене што работеа и тие некој веќе и не постоја, замина во Турција, некој во Америка, некој во Германија. Го познавате добро Ајри Демировски? Како не го познавам. Прво Ајри и работеше и друго црташе, овде имаше еден кај Јоше, правеше огледала и тој позади огледалата надписи имаше на некои љубовни, оние што викат состави, така, многу добро црташе. Ајри Демировски? Да. Прво кај Безистено имаше, сетем погоре оде, 5-6 дуќани погоре кај Јоше, тој покоен сега. Се дружевте со Ајри Демировски? Па види сега, тој 55-та година замина. Една слика ја што ја кажав, таа слика е тоа пред да замини. Во Радио Битола. Ама и вие сте таму? Па јас во Ќошо таму. Како се најдовте вие таму во Радио Битола? Па види сега, ние се дружевме, мислам, сите, имав и колешка, ова речија што пееше Едает, имаше. И овој Шефки од малата наша, и тој пејаш беше со официрска, подофицирска униформа. Па тоа е. Се собиравте? Да. Сите него кога го испраќаја, може да се сеќавате вие, на Корзо со музика, оркестар од Радио Битола, тие Манди, Кочани, сите со музика го испратија, ја пеше Збогум мајко песмата, и та песма него е. Збогом мајко, јас отидов, дојде денот да заминам, разделба ми срце мачи, и пак ме тера да пејам. Разделба ми срце мачи, и пак ме тера да пејам. Збогом татко и облиште, збогом браќа и сестри, збогом другари другарки, стари млади дечиња. Збогом другари другарки, стари млади дечиња. Кампања на телевизија да ги зачуваме и вратиме старите занаети во Битола, да ги спасиме од заборавот вештините на старите мајстори занаетчи, да создадеме современи услови за развој на занаетчиството, да се вработа што повеќе млади луѓе во занаетчиството, да се направи листа на приоритетни занаети специфични за Битола, да ја претвориме Битола во туристичка занаетчиска атракција и дестинација, да се заинтересира за подршка државата и општината, да се намалат или целосно ослободат занаетчите од кири, даноци и слични давачки кон државата, да се обезбедат фондови за стимулативно финансирање и помош на занаети, каде ќе се вработуваат млади луѓе и да се осовременуваат условите за работа. ТВ Орбис
Во текот на оваа година ќе подготви серија од специјални емисии за историјатот и развојот на занаетчиството во Битола. Кампања на телевизија Орбис, да ги зачуваме и вратиме старите занаети во Битола. Иначе на Ајри, брат му, Демиша, од прво до четврто одделение учител ми беше. Многу добри луѓе, вака, многу хумани луѓе. И тој, и Ајри. Се подсетивме на Ајри, дали сега тој дојде тука некаде пред да почине, за жал на неколку наврати дојде во Битола, се видовте дојде? Се видовме за кратко, многу беше зафатен. Знаеш како вие новинарите мислам. Не го оставите рајот малце да прошета. Добро, се и годињето му беа, не можеше толку последните години беше опаднат со здравјето. Колку години имавте кога почнавте берберскиот занае? Од 13 години. Памтите се колку дуќани, колку бербери имаше тогаш? Па види, тогаш имаше поќе бербери. Преку 30 дуќани имаше, ама во секој дуќан имаше по 2-3. Сега за жал нема. Во секој дуќан по еден, и то поќе стари, младите многу малце, неќа да учат. Дење спијат, ноќе шетат. Значи 30-тина дуќани, во оних по тројца, околу 3-400 може Имаше. луѓе обезбедува живот на екзистенција од берберскиот занае. Сетнем, после кога се отворија фабриките, доста одоја по фабриките, како Стевше Бимбо, ојде во кожарата, речи го Сивето, ојде во дистрибуција, кој друг, Соти, и тој во кожарата работеше, книговодител, доста се ојде во други, во фабрики да работат. Кажете ми се, има разлика во алатот. Дали можете да направите една споредба од алатот што го употребувавте тогаш за пострижување, за бричење, така натаму со денешниот алат? А сега има подобри алати, има сега. Ќе ви кажам, тогаш рачни машини покејм, уште ги чувам јас рачните машини. Прв дојсов во Битола, 61 година, на струја од Истанбул во хотел Хилтон, работеше еден мој колега заедно кај Зиса, тој беше калфа, јас бев ученик. И кога видов такви машини германски, ме однесе, зедов две машини во Битола, кој ги дојсов, старите мајстори велеа, абе немој со струја ќе отепате луѓето, се смеја. Сетен почна да земат и другите. Ножовите и точевте за бричење? И сега, тоа се точеа бричоите. И на тасма, прво на камен, сетен на тасма, ама сега нема, поќе со жилети се бричи. Се сече жилето, полојна жиле се клава и на секое бричење се фрла. А тогаш ги дезинфекциравме во, ево ја уште имам дезинфекција овде за алатите. И сега има подобри алати. Нема тоа. Кажете ми околу дезинфекцијата после бричење, пострижување, така што обично алкохол, конвенска вода и тој алкохол. Тоа е иначе друго што да ви кажам. Со лизол ги алатите ги бричоите нарочно ги остававме во на оти кај нас идат разни луѓе. Ние учевме, јас учев исколија и болестите ги учевме, кожните болести, да знаеме кога ќе дојде муштеријата како да постапаме. Сега не знам дали учат овие во Прилеп има така школа за бербери, ама мислам дека слабо учат.
сарачите, ковачите, така по занаетите се лоцираат тука да се блиску, да речам на еден простор. Види. Дали беше тоа случај со берберите или ги имаше Бербери секаде? секаде имаше. Имаше многу најпоќе околу она житни пазар тука имаше поќе оти, поќе гужва имаше се, али секаде и на Корзо имаше, и ова улица имаше 5-6 бербери, дуќани имаше. Секаде поќе да расла, а сега и веќе поќе се прошиде и во другите квартови сега. Бесте еден од постарите или односно најстарите битолски бербери. така? Сега моментално јас сум и Стевше долу и тој една година постар од мене. Едно 7-8 месеци постари. Постари нема сега, умрени се. Има жив, не знам дали е жив уште Ѓорги. Тој мајстор, многу добар, многу педантен мајстор. Можам да речам во тогашна Југославија најпедантен мајстор. А кажете ви некој, така се скавате на некој од тие добри мајстори кои беа да испомниме сега. Па види сега, како тоа, имаше доста добри мајстори. Например, Зисак, првиот мајстор, многу добар беше, али најдобар беше Таки Жапоно, за занаето. Имаше Сетен Панде на Корзо, Панде, како го вика, имаше и Прекар, тоа е. Имаше Сали, имаше Адем, оја Сепка, тие понова генерација сетнем беа. А уште Вангел Веѓа, тој најстар мајстор. А најпеданте пак велам Ѓорги. Значи сега имаме помалку, веројатно, сега има доста помагала, секој дома малце мој да Помал се има, помал. Неќа ти младите да учат. И што рече, и поќе и дома се стрижат така, помагала им, поќе и кај фризерите ода, тоаш мал немаше фризери многу. Имаше фризери 2-3, а најстариот фризерка беше Стевка. Тај во театар работеше. И Коле, и тој во театар. И Коле другиот покрај Драгор што работе. Ти иначе имаше 5-6 фризери. Сега има во секој корак. Сега има Фризери, многу има. Да, кажете ми, каква е разликата? Вие можете да бидете фризери, односно фризерот може да биде бербер? Види сега, тие се сродни занаети, ама поано да една работа да работиш, две работиш, знаеш, нешто ќе куца. Фризерот може и побрзо бербер да, освен да не може да бричи. Значи пак овде има нешто хендикеп. Си има специфика, не? Се има, да. се. На времето се велеше дека берберите се луѓе со многу занаети. Се забари, лекари и што е најбитно, речиси во секоја берберница имаше музички инструменти. Да, Сите се занимаваа со музика. Музика. Ајде објаснете ми го тоа, вистина. Како можеш да речеме да почнеме бербер за во лекар? Види се, имаше бербер Ќазим во Житни пазар, тој и вадеше заби, и тој мајстор беше за вадење заби. И син му Сетем стана забар со школа. А друго и лечеа берберите од притисак, тогаш немаше апчиња како сега. И јас имам фаќано пијајци во Драгоро, и кај Зиса кога бевме, и во тегла ги чувавме пијајците, и секој ден водата му ја менувавме, и шекер му клававме помалце, да се исчистат, и Сетем некој што имаше мака главоболки, му клававме пијајци. Овде во врато, овде и овде. И тоа немаше тогаш овие една ха што е апчињата, тие лекарствата ги немаше. И музиката сега. Музиката немаше берберница без музика. Секој јог прим на гитара, на виолина, и ќе ви кажам сега, например, кај Стевче, берберот овде покрај Драгор беа тие двајца браќа, тројца, али двајцата свиреа на виолина. Стевче, и другиот брат му како беше, моментално не можам да се сетам. Сетем бајчето на ут свиреше. Креола исто свиреше на 2-3 инструменти и дури оперски певач стана. Тој прв оперски певач можам да речам во Македонија.
син му сега скоро почина и како човек добар, и како музичар, и како занајче, и како бербер. Друг имаше доста бербери што Бимбо, Стефче Бимбо, и на гитара, и на хавајка свиреше. Речи го Сотир, и тој добар гитариста, дури оркестаро, први оркестар, мислам, квинтето, тој во квинтето свиреа, тој, речи го Соти, Димче, 4-5 души, сите по име сега не можам да се сетам. Дали вие научихте да свирите како бебе дали имавте време да научите да свирите? И јас на гитара знам да свирам, ама сега веќе рутина, што вика долго време не свирам, значи јас свирев. Значи, ако останете Сарач, немаше да научите да свирите? Не, види сега, не. Види, имаше и доста занајчи и други што музичари беа. Например, многу добар човек и како музичар, Јонче Христовски. Тој кондураџија по занајд беше. Томе Ѓуш, и добар музичар беше, и наставник стана сетен по музика. Тие тројцата браќа, и како човек многу добар, можам човека да се пофалам, на сите младите музичари му поможуваше. Имаше доста музичари и од другите занајти. Додека разговараме, постојано слушаме славеите, овде има практика така, одамна и чувате били слави, што се... Бога ми 50 години чувам. Да, мерак многу. Тоа уште од детство, а во секоја бербеница имаше скоро и некоја канаринка. Канаринци се овие. Дали денеска добро се живеат берберски занајд? Сега, скромно се живее, да ти кажам. Скромно се живее. Оти семена работите сега. Повеќето трошкоите, кирите, но друго се скапи. И младите не работат, тоа е. И добро сега пак почна да се стрижат. Едно време со тие бител фризури не се стрижеа. И друго сега се мена ситуацијата. Младите сега со овие стилисти, кај фризери, со оние косите, што викат како ежој. Семена, модата семена. Али пак, што викат, не можеш богат да станиш, али еден живот нормален може да се живее. Значи, во вашето семејство засега нема човек што може да ве наследи. Дали никој острана, некој помлад човек дошол да се заинтересира да го научи занајдот? За жал нема. За жал нема. Тоа е. За кратко време нека имаме занајчи бербер, мислам, да знае да стрижи, да бричи како треба. Остај тие, се ова е пролазно ова стилистите. Денес е, утре не е. Али ова стандардно што викат стрижење и нормално и модерни фризури. Тоа е, нема. Младите повеќето сака за кратко време да се збогатат. И се мена начинот на учењето. Например, ние 4 сати одевме на дуќан, а после ручек одевме на училиште, Стопанско училиште учевме. И секој ден бевме во пракса. Сега нема. Не знам дали во Битола нема ученик бербер. Нема ни еден нема ученик. Учат некој во Прилеп како тоа не е што викат занајт, ама ете ради реда. Сетем ќе се учат, ќе стрижат. Што на крај ќе прашам, до кога вие мислите да занимавате со и од што зависи тоа? Додека е љубовта спрема занајтот или додека може човек? Висе, дур можеме ќе оти. Прво, ние сме дуќанџи навикнати, ако денес не работам, утре ќе умрам.
дуќанџила кој е многу интересен и многу што е снафло кој е многу убава работа. Цел ден се во чаршијата со пријатели, со она. Има зависи, има љубомора меѓу вас берберите, се дружите понекогаш, се И имате сега, така? порано поќе се дружевме. Сега, интересно, луѓето станеа посебични. Иначе, стално ние имавме и овде игранка во комарата, има салон, оркестар, што и кад се пееше, се играше, и оние забави за нечите посебни имаше, па можам да речам, забавите до 95-96 сега и послабо има забави за нечите, докторите, економистите, правниците, се сега вака малце луѓето се отуѓија. Јас така мислам, сега може не е така. Кој ќе се дружевме? Повеќе од 30 на минути зборувавме за берберскиот занает, а сега да кажеме што се подразбира под зборот бербер. Зборот бербер доаѓа од латинскиот збор барба, а барба значи брада. Значи берберот е човек кој се грижи брадата кај човекот да изгледа нормално, природно, убаво. Подоцна берберот се занимава со бричење, пострижување и стрижење. Се функција на одржување на убавиот изглед на човекот.